Од старата кола во рада. Од старата кола, како другите делови. Дали? Да. Од старички видите? Слушнавме за некакво богато културно наследство скриено на територијата на нашата земја. За ископини, за остатоци од минатото. И еве сме, сите заедно во супер истражувачка акција. Ке истражуваме и ке откриеме како можеме да ги восхитиме туристите кои доаѓаат во нашата земја, но и кои локалитети треба да ги посетиме и ние во иднина за време на некоја наша следна екскурзија. Зошто? Па затоа што татковината се сака за срцето, но и со знаење и истражување. Еве, ние денес ке бидеме археолози, но за почеток само на кратко. Ке истражуваме малку во дворот на селска напуштена куќа. И токму оваа почетна истражувачка игра ќе ни помогне да станеме многу љубопитни. А потоа така мотивирани ќе си направиме големо истражување на различни податоци за археолошки локалитети скриени во прегратките на нашата земја. Да, токму тоа ќе биде твој клуч за учество во нашата нова и комплексна симулација на археолошко истражување. Динери се викале. Откај може? Еве го, се спои. Дали? Се спои. Од другата страна. А што може да биде? Нешто ваза, нешто за... Кео, насамничке треба да ги измиеме. Кога ќе ги измиеме, поубаво ќе се гледа. Еве. Тоа не со вкутија, бе. Бога ми кика. Море, ви сте археолози станавме. Ева те гаја си поручина. И сега, кога сме вака мотивирани, можеме да започнеме со истражување на податоци и легенди за археолошки локалитети во нашата земја. Хераклеја, Стопи, Кокино, Куклици, Паргала. Ќе подготвиме постери за презентација на нашите откритија, а ќе научиме и како се пишува известување за планиран настан на кој ќе ги поканиме и другите другарчиња од нашето училиште. Но ќе внимаваме на употреба на голема буква при запишување на градови, села, планини, области и нивни жители. Важно е да избереме, да анализираме и да презентираме клучни зборови за збогатување на речникот со нови поими поврзани со археологијата. Кустос, поставки, артефакти, локалитети и така натаму. На 35 километри од Куманово, во близина на селото Кокино, сместена на рид, се наоѓа старата обсерваторија Кокино, која е случајно откриена во почетокот на 21. век, како редок и богат археолошки локалитет. Оттаму, уште во далечното минато, жителите ги следели циклусите на сонцето и месечината. Светата планина во минатото била доживувана како место каде се среќавале земјата и небото. Сместена е на неовулкански рид, составен од карпи, кои се состале со стврднување на лавата која истекла од вулканот. Времето и ерозијата направиле процепи и дел од нив биле главните места од каде се следеле циклусите на сонцето и месечината. Во тоа време, сонцето се сметало за големо и добродушно божество, кој раководи со целиот животот циклус на луѓето и на растенијата. Овие луѓе се послужиле со месечината, која како да им била мерач на времето, за да утврдат кога е точно време за сеење, а кога е за жнеење. Еве зашто ова обсерваторија е толку високо. Според легендата, за да се стигне до сонцето, треба да се обујат железни опинци и да се земе враг железен стап, па потоа да се тргне на пат до Митската планина.
Кога ќе се искинат опинците, а стапот ќе се искрши, тоа е знак дека сте стигнале до реката, крај која живее мајката на сонцето. Таа ќе ве одведе до врвот на планината каде што живее сонцето и ќе ве скрие зад вратата, зашто кога сонцето се враќа од пат е многу гладно и може да ве проголта. Кога сонцето убаво ќе се наруча, неговата мајка ќе ве представи. Вие ќе си ја кажете маката, а тоа ќе ве подучи како да си го решите проблемот. Одредени членови на племенската заедница биле задолжени секојдневно да ги следат движењата на небесните тела и да составуваат календари за одредување на деновите за ритуални обреди поврзани со работата во земјоделството и сточарството. Постојат и изградени седишта, познати како тронови за кралевите, од каде се наблюдувале сите настани што се случувале на небото. Обсерваторијата е стара 4000 години, а преку неја може да се одредат 4 главни позиции на месечината и 3 главни позиции на сонцето во текот на една година. Не знам кој археолошки локалитет вам ви остави впечаток, но ние се одлучивме за куклици и сега ќе си направиме макета во нашиот училишен двор. Или барем ќе се опитаме. Куклица е село во Источна Македонија, на само 12 километри од градово. За туристите ова место е познато под името Камените кукли, бидејќи таму стојат 120 земни пирамиди во човечка форма. А поради начинот на кој што се поставени карпите во просторот, познат е како веселата свадба. Легендата вели дека некогаш во селото живеел некој зидар. Нему му се допаѓале 2 девојки кои носеле исто име – Стојанка. Разликата помеѓу нив била што едната од нив била многу убава, но била многу сиромашна, додека другата била доста богата, но не толку убава. Зидарот постојано се мислел која од двете девојки да си ја земе за жена и по некое време конечно решил да ја земе богатата девојка. На денот на свадбата, убавата Стојанка слушнала музика од другиот крај и одлучила да оди и да види што се случува таму. Кога пристигнала, свадбата веќе била започната. Налутена и тажна од случувањата, таа се доближила до младоженецот и го замолила да ја бакне за последен пат. Но што се случило тогаш? Во тој момент сите се скамениле и се претвориле во камени кукли, вклучувајќи ја и таа самата. Додека, од научен аспект, камените фигури се резултат на вулканска маса и се стари повеќе од 100.000 години. Ветување си е ветување. Еве, повторно ќе бидеме археолози. Но не само ние. Поканете се и другарчињата од нашето училиште. Собравме стари искршени садови, секој по нешто што имаше во домот. Избравме неколку интересни места и ги обележивме соодветно за да наликува на вистина на археолошко наоѓалиште. Ги поставивме нашите презентации со различни информации на видни места. И сега истражувањето може да почне. Сепак не е така лесно. За да бидеш учесник во нашата археолошка симулација, потребно е да освоиш свој пасош за влез. Прочитај ги нашите презентации, запомни и раскажи неколку интересни податоци за различни локалитети и потоа пасошот е твој. Стануваш дел од нашиот тим. Многу е големо. Чекај дате да ти долго. Филип, не можеш, не може. Не, Филип, ќе остати. А што е тоа археолог? И дали сакаш да бидеш археолог кога ќе пораснеш? Ако ја избереш оваа професија, ти ќе бидеш патник назад низ времето. Ќе бидеш научник кој патува на различни места, археолошки локалитети и истражува ископини. И ќе откриваш различни материјални остатоци од минатото на луѓето.
а тие остатоци ќе бидат доказ дека во тој и тој период таму и таму живеел некој, работел тоа и тоа, какви уметнички дела правил, какви садови за храна користел, во какви куќи живеел. Иако на локалитетот на кој што ќе истражуваш, ќе се гледат само рушевини, некои над земјата, а некои скриени под земјата. И ќе бидеш внимателен додека ископуваш. И тие лесно можат да се оштетат. Некогаш ќе откриваш цели предмети, а некогаш делови, фрагменти, кои потоа ќе ги составуваш за да откриеш за каков предмет станува збор и ќе ги заштитуваш. Тие ќе бидат артефакти изложени на некоја тематска поставка во музеот. И за нив ќе раскажува и ќе се грижи чичкото или тетката кустос, вработени во музеот. А замисли да откриеш ковчег со парички. Дали тоа значи дека ти припаѓаат тебе затоа што ти си археологот што ги открил? Не, драги мои. Дури и да откриеш една ргјосана лажичка од минатото, тоа е културно наследство на твојата земја. А сега е време за математика. Ќе ги искористиме предметите од изведената стимулација на археолошко ископување за да претвораме метри во сантиметри, милиметри и обратно. Ќе потребуваме децимални броеви за запишување на мерењата и ќе го објаснуваме запишањето. Истражувај за твојата земја. Дури тогаш ќе можеш да кажеш дека вистински ја сакаш. Довидување!